Секако дека ќе играат со срце за Македонија, затоа што само така и може да се игра и само така може да има успех. За нашите очекувања на Европското првенство, за Македонија како ракометна земја, но и за иднината и интересот на ракометот кај младата популација, зборуваме со денешниот гостин Горан Ѓоргоновски, поранешен репрезентативец и слободно можам да кажам ракометен аналитичар и експерт. Добар ден и добре дојде. Добар ден, Снеже. Драго ми е што сум тука. Ајде да почнеме од почеток. Каков ракомет се играше во времето кога Ѓоргон беше репрезентативец? Каков ракомет се игра денес? Има разлика? Апсолутно. Апсолутно има разлика во било кој спорт, така и во ракометот. Значи се движи напред, се некако се убрзува. Може би не забележително, но и правилата полека оние федерации кои што го водат на светско и на европско ниво ги менуваат и тоа самото доаѓа до ситуација да и самиот тренажен процес и самиот профил на играчи кој што е потребен за да се следи тој спорт е како впрочем и како и ракометот, за да може да се следи се менува. Така да сменати се, можам да кажам, во неколку фази. Она фаза кога пред да дојде да доминира Франција, таа прва некако го најави тие физички предиспозиции кои што се потребни за да можеш да си конкурентен. Значи таа беше селекцијата која што импонираше со физички предиспозиции, со некои светски ракометари од највисок ред како Карабатич или Омејер, кој што има супер индивидуални квалитети, но после промена на таа генерација дојде Данска да доминира со ракометот и ако можам да забележам и овие сите промени во ракометот што се движат во однос на забрзување, некако им одат од рака на скандинавските селекции и така полека дојде Данска да, како што кажа соговорниците претходни, да биде супер доминантна, но не е само Данска, тука и Шведска последните првенства сега во тие што во селекциите што освојуваат медали, иако Шведска знаеме во минатото освои многу медали на европски првенства, но тоа беше една друга генерација во друго време. Така да можам да кажам дека ракометот сериозно се убрза, значи знаеме излезе брзиот центар како некој новитет, па после постигнат гол нормално, транзицијата дојде да е многу важна затоа што се постигнуваат така наречени лесни погодоци кои што се потребни ако сакаш да бидеш конкурентен без разлика во која конкуренција. Така да ако можам да забележам паралелно со тоа, се понастарно ние скандинавците го ставаат таа тактичка значи тактиката како повеќе за нашите простори е да речам обележје и за шпанците. Скандинавците повеќе го играат тој ракомет трчај и шутирај, но она што е па нивна голема предност е нивната техничка подготвеност. Значи она топка која што треба да оди добро, она топка која што треба да оди и кога си под фаул, да биде прецизна, тоа е нивно обележје и тука тие се разликуваат сега од останатиот спорт и затоа и во една рака доминираат. Секако не се само тие, и тука и Франција и Хрватска и останатите, но тие се тие што играат најдопрлив ракомет и на некој начин доминираат. Каде ни се шансите како репрезентација? Слободно може да кажеме млада, не навикна претходните генерации да се надеваме на големи успеси. Какви ни се шансите реални на ова европско? Добро, релативна работа е млада, ова е сениорски ракомет и јас сакам да кажам дека тука се знае дека играат тие што се најподготвени во моментов. Не викам најдобри, викам најподготвени и оние кои што селекторот мисли дека се најдобро ќе се вклопат во она што тој го замислува.
Македонија, спомна и Зоки од Битола, значи Зоки Мишевски, дека од 2009-та, иако Македонија беше на европско и на светско и 98 и 99-та, но од 2009-та некако паралелно се движеа работите на националниот тим, кој што се пласира во Хрватска, кај што бев присутен и јас како играч, и паралелно се движеа успесите и растот на Металург, па на Вардар, како клубови, како клубски ракомет, и се создаде се создаде тој впечаток или тоа што ние го имаме сега како ракометна нација, она што го кажуваме дека ние сме кај нас е ракометот спорт број 1, и не само ние, него и светот веќе не препознава како нација која што е ракометна. И тоа не само заради играта на терен, него и заради она наша фаланга која што е присутна секаде и можам да кажам, во доволен број, во голем број. Така да од таа 2009-та некоја ние дојдовме во ситуација да ги навикнуваме луѓето на дека ние сме присутни, имајќи предвид дека европските светските се играат на 2 години. Имаме ние впечаток дека секоја година во секој јануари Македонија е присутна. Сега што ми е поентата, сакам да кажам дека ние од една фаза кај што јас лично не се сеќавам дека 2009-та некој разговараше кои се нашите шанси, ние до каде можеме да стигнеме, него едноставно ние тоаш го поминавме Исланд во тој бараж, Исланд супер силен, и сега одиме на светско да се надигруваме, ама сега после долги години ние веќе прашуваме ние кај може да стигнеме. Сега ова е европско првенство, првите два шешири се загарантирани за репрезентација од топ 10, топ 12. Значи, и пред малку дискутиравме тука дека ако не е Данска, ќе беше Франција или Германија, ако не е Португалија, ќе беше Шпанија или Хрватска. Во група тие две места се за нив, да кажам, загарантирани во смисла на тоа на ждрепка. Сега, ние дека можеме да направиме нешто, секако дека имаме шанси, не се големи, но шансите постојат. Ако на овој прв надпревар со Данска, кој што не трпи анализа и не едноставно и самиот селектор кажа дека играчите треба да уживаат, и она што е важно е да останат здрави за она што следува со Португалија. Целиот фокус е на Португалија, која што исто така па е многу силна селекција последниве 2-3 години. Лани беше полуфиналист на светско првенство. Има една генерација на играчи кои што се предводени од браќата Кошта, кои што во моментов се супер перспективни, супер квалитетни, но имаме и ние своји шанси во на ова првенство. Треба да се поклопат многу работи, треба да се одигра тактички нешто што би се нарекло изненадување за нив. Треба да ни брани голман, треба да одиграме транзиција, треба да ги пренудиме да не се менуваат. Многу треба има. И така е кога играш со поквалитетен противник. Се од друга страна Португалија може да биде и некоја замка за нас, затоа што после неја доаѓа Романија, која што ние треба да ја победиме повторно, и во таа ситуација ако да си обезбедиме некоја позиција за наредниот бараж, за наредното првенство, за повторно да разговараме за ракомет, треба да ја добиеме Романија, и затоа викам ова Португалија може да биде замки, затоа што тоа разочарување што ние можеме да го добиеме, без разлика на каков начин, може ние и да загубиме двоцифрено, а и да бидеме во егал па да се разочараме уште повеќе. Така да таа Португалија е малку замка затоа што цел фокус ни го зема, а Романија ја земаме условно кажано здраво за готово. А Романија е секако исто квалитетна, може ние сме поприсутни од нив на големи натпревари, но таа е квалитетна со свој квалитет. Така да ако резимираме, Данска е таа што е неприкосновена и на ниво на првенство е голем фаворит, Португалија е голем фаворит, но имаме ние што да кажеме ако работите се наместат. Немаме многу време за муабет, а верувам дека вакви анализи ќе правите и со колегите од спортската редакција во емисиите посветени на ракометот, но вас би сакала да ве прашам и каква е иднината на македонскиот ракомет, со оглед на тоа што имате можност да работите со децата кои што го сакаат ракометот. Има ли иднина ракометот во Македонија?
Не знам, наистина што да кажам, ќе кажам дека Прво има ли интерес, еве, од децата? Интересот би кажал дека има интерес во рамките на она што е нормално за денешни услови. Зошто викам нормално за денешни услови? Затоа што општо децата покрај спортот, кој што во минатото беше огромна определба на децата, беше единствена забава или едно, значи, одземаше многу време во детската игра. Сега не е така, знаеме дека некои други работи се интересни за новите деца. Зошто го кажувам? Затоа што работејќи во проектот Ракомет за секој дете, кој што се занимава со деца од 6 до 12 години, гледаме дека се потешко децата ги внесуваме во сала. Ние имаме среќа, и многу јас знам да кажам дека ние можеби сме во погрешен спорт, условно кажано, но во вистинска држава сме родени, како зборам за ракометот, така да ракометот е популарен во Македонија, е присутен, секогаш имало екипи кои што оделе погоре, подолу во Европа, имаме добра лига, но од друга страна децата многу тешко ги задржуваме во сала. Зошто е тоа? Има доста причини, меѓу кои повеќето се децата до определен период немаат систем на надпреварување. Чекаме по 5, 6, 7 години тие да влезат во некаков систем. Тоа е долг период за денешните деца ти да ги анимира за да можат тие да останат во сала. Други теми се она што децата, денешните деца многу брзо препознаваат некои работи за разлика од нас. Можам да кажам како генерации бевме многу понаивни од нив и не очекувавме нешто многу и од спортот, па и од животот, можеме да кажеме општо, така да овие денешни деца мораш да им овозможиш. Тука Македонија има сериозен проблем со инфраструктура. За веќе години тешко се решава тој проблем во однос на спортски сали, во однос на средени спортски сали, во однос на топли спортски сали и паралелно со тоа нормално дека важен е покрај тој сегмент, важен е и кој ги води децата. Тука не зборуваме само за стручност на тренерите, него зборуваме и како педагогија, психологија, социологија, кој што тие деца треба да ги носи низ процесот, затоа што вие дете од 6 години не можете да го носите низ процесот исто како дете од 14 години. Тоа дете 14 години веќе се профилирало, се гледа во ракометот, сонува, има идоли. Ова дете од 6 години вие мора до 8-9 да му најдете да игра во ракометот за да тој може да остане во ракометот. Затоа како ракометот како спорт, било кој спорт друг. Така да можам да резимирам дека интерес кај децата има, особено сега ние го чувствуваме тоа кога има големи настани. Без разлика каков е исходот, како ќе се представи Македонија, ние имаме континуирано во јануари, крајот на јануари, февруари нови деца кои што влегуваат. Сега тука е проблемот, и ајде да кажам, тука е нашата задача како да ги задржиме и не само наша задача. Ние како проект, знам да кажам, секоја година по 30-40 фиданки ги вадиме кои што одат во пионерските селекции. Тука се соочуваат со уште поголеми проблеми затоа што ракометот е хендикепиран во однос на одбојка и кошарка, бара димензии на сали 40/20, ние ги немаме и тоа е мора да свати оваа држава дека ние ги немаме тие сали, ние мора побрзо да ги направиме тие сали. Така да за да може тие деца да работат со понатаму други проблеми се веќе струка и така натаму и систем на надпреварување, но инфраструктурата ни е главна. И она што е исто важно, тука да резимирам, ја користам приликава, спортот мора да биде многу поприсутен во медиумите. Мора да биде затоа што ние сме пренатрупани со политика и економија, немаме каде да слушнат родителите, децата, каде да гледаат. Во таа мера зборам ракомет. Фудбал сме блокирани, но ракомет многу малку гледаме на телевизија, а и родителите имаат своја вина што децата наместо да ги носат во сала, ги оставаат дома, играме кладилница, гледаме фудбал, странски лиги, наместо да одат во сала. Ова е цела нафрлени работи. Јас ви ветувам дека ние ќе се потрудиме што е можно почесто и подолго да зборуваме за потребата од ракометот во развојот и од спортот и проблемите што ги носи спортот и родителите како проблем и децата како
како нова генерација, како нов пристап, како да им пристапиме да дојдат во сала, како да ги тргнеме од овие мобилни телефони или како да ги тргнеме од во ова дигитално доба, да им направиме да им е интересен спортот. Тоа е поента. Тоа е, мислам, мојата порака, не само нормално. Македонската телевизија прави се што е во незина моќ. Имаме ние преноси, јас зборам поопшто, ние имаме 5-6 национални телевизии, дел од нив нема ни спортски вести во моментов, а не спортска програма. Така да, колку и да звучи ова сега критички, јас го чувствувам тоа, го гледам тоа и го чувствувам тоа и мислам дека треба да ги менуваме работите. Драгоновски, благодарам за вашето гостување во нашата емисија.